Почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Апасиев. Внимателно го следе вашиот одговор, вашето излагање во однос на предлог законот за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат фактички на спогодба, по скратена постапка. Дефиниравте дека ова е недопустиво што се случува денеска, оваа вечер во Собранието на Република Македонија. Сосем ве разбирам, станува збор за сума од 33 милиони евра. Исто така, истакнавте дека пратениците во никој случај не можат да бидат судии. Се работи, дефиниравте исто така за невиден преседан во историјата на Република Македонија. А судската власт треба да ја вршат судовите. Исто така истакнавте дека ние пратениците не можеме да бидеме попаметни од судиите кои што веќе 15 години работат на овој предмет. Зборувавте за власта, јавно право, приватно право. Исто така истакнавте дека владата не смее да ја потпише оваа спогодба. Станува збор за невиден преседан кој што не постои во ниту една друга земја во светот. А тоа нашата татковина ќе ја стави повторно ко главна тема во негативна конотација. Исто така, зборевте дека ова е единствен случај, го дефиниравте како олигархиски предмет. Сметам дека зборевте за олигарсите во зависност од нивното богатство. Дозволете ми само на крајот на оваа моја реплика да дадаме едно равенство на вашето излагање, а тоа е лидерот и лидерството. Лидерот не смее да се крие позади собранието, не смее да се крие позади пратениците на парламентарното мнозинство. Лидерот, во овој случај председателот на владата, ја има севкупната моќ што му ја дава извршната власт. И затоа, доколку смета дека ова е исправно, тој досега ќе потпишеше, но тој тоа не го стори. Тоа, почитувани мои, многу зборува за самиот лидер. Ви благодарам.